أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونسأل الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. Почитувани браќа, почитувани мајки, сестри, најпрвен да му се заблагодариме на возвишениот Аллах Джелешануху, створител на се што постои на дуњалук и ахирет, и нека салават и селам биде на Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем, неговата фамилија, асхабите и сите оние кои го следаат се до судниот ден. Аллах Джелешануху во Куранот вели бисмиллахир рахманир рахим Куллу мен алейха фан ва јабака ваджаху раббуке зул джалали вал икрам. Садака Аллахул азим. Се што е на земја е пролазно. Останува само Господарот твој, величествен и племенит. Рамазан, кога го најави својот завршеток и одење, заминување, едно сме почитувани джаматли, почитувани браќа, во состојба да кажеме, да речеме Субханаллах, како брзо поминуваат деновите и месеците. Тоа не подсетува на есен, кога лисјата, ветровите ги носаат нивната судбина. Рамазан беше украс на нашите минариња, предмет на нашите разговори, живот на нашите џами. И сега, на крај од Рамазан, кога оправдано се веселиме на плодовите од своите рамазански дела и упатуваме дова на возвишениот Аллах Джелешануху за негова милост, а за наша среќа и спас, и се радуваме на зборовите од Аллах Джелешануху каде вели бисмиллахир рахманир рахим Селамун алейкум бима сабертум фе ни'мел акбад дар. Селам вас и милост Аллахова за она што сте трпеле, па еве како е убава вашата вечна куќа. Со тие зборови ќе бидете почестени и од страна на мелеките и поздравени при влезот на дженнет, верници кои се опишувани во Куранот, каде што Аллах Джелешану вели бисмиллахир рахманир рахим Еллезине юфуне би ахдиллах, оние, вика Аллах Джелешану, кои према Аллах обавезата верно ја извршија. Понатака вика Аллах Джелешану, оние кои не се одвојува од она што го нареди Аллах, кои се стамени врз тоа, се плашат од Господарот свој и стравуваат од злата пресметка. Понатака вика Аллах Джелешану, и оние кои се стрпливи, се стремаат кон лицето на Господарот свој, кои обавуваат намаз и делаат било јавно или тајно од рискот што ние им го дадоме, го заменуваат лошото со добро, за нив, вика Аллах Джелешануху, има убав дом. А тоа се дженнетските бавчи во кои ќе влезаат со своите родители, со своите брачни другари и своето потомство. И мелеките ќе им влегуваат во сите врати и ќе ги чека со зборовите Селаму алейкум
бima сабератум фе ни'мел акбадар. Селам вас и милост Аллахова за она што сте трпеле и колку е благословен овој конечен дом. Колку се убави овие Аллахови зборови, а возвишени колку се утешни за правите верници кои ги слушаат, по нив живеат и постапуваат. Навистина ќе влезаат во дженнет и ќе уживаат во вечната среќа и блаженство. Ние се придржуваме дека со постот и со останатите исламски прописи и Рамазан ја исполниме својата верска обврска и должност, искрено се покајавме за своите гревови и исполнаме еднаш исполнаме Аллаховите обврски и се надаваме дека Аллах Джелешануху ќе не прими меѓу своите одабрани робови кои се опишани во цитираниот ајет. Со полна пажња го чуваме својот добиток и корис кој го постигнаме низ рамазанските благодети, извршувајќи ги неговите императиви и негуваме со своја душа и осеќа низ вршење на верските обреди и останатите должности према друштвото и заедницата и не одеме по погрешен правец. Само со таква работа и понашање ќе го зацврстиме постигнатиот резултат од Рамазанот и ќе бидеме секогаш под Аллахова милост, кој е еден и единствен, кој има створено се што постои, кого ние едино го обожаваме и величаме, а тоа е Аллах Джелешануху. Бајрам е главната цел на нашата радост поради делата направени исклучиво за Аллаховата милост, постигнување на овие мубарек денови со постот кој го пропишал Аллах Джелешануху, за да се научат луѓето да ги совладаат своите страсти кои се штетни за друштво и поединци. Затоа нас изнад све ни е потребно, ни е светло од меѓусебна слога, толеранција и поштовање. Да не дозволиме во нашите срца да се влее злоба, да не дозволиме во нашите срца да се влее завидност и мржња, кои не трујат и ни оневозможуваат соработка со своите блиски, соработка кон добро, соработка кон племенито и корисно. Па затоа, од се срце посакувам овој Бајрам да биде на помирување, ден на помирување и многу поголемо зближување. Клонејќи се од гревови, бајрамското честитање и ракување нека биде одраз на нераздвојна поврзаност на нашите осеќања, нашето братство и љубов. Нека биде видна и сјајна манифестацијата на нашата слога и спремност со заеднички напори на патот на добро. Честитајќи сите постачи на голема победа, на стрпливост, само совладување и пожртвованост, кои се покажа кај секој оној кој постел. Затоа треба да ја проучиме Куранската дова, каде што Аллах Джелешануху вели: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббена иннена семи'ана мунадие юнадил иман ен амину би раббикум фе аменна. Господару наш, ние секако
чувме еден повикувач, што повикуваше во верување на Господарот ваш и ние веруваме. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Господаре наш, опрости ни ги гревовите и занемари ги пропустите наши и одреди да умреме заедно со добрите. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. Господаре наш, дај ни го она што им го вети на пегамберите Твои, не понижувај не на денот суден. Иннека ла тухлифул миад. Ти навистина ветувањето не го занемаруваш. И на крај, Аллах Джелешануху да ни ги прими сите ибадети кои ги правиме во месец Рамазан, да го прими нашиот пост, да ги прими нашите намази, секоја една упатена дова, Аллах Джелешану да ја прими. И на крај, Байрам Шериф Мубарек Олсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.